Почитувани, моето прашање е упатено до господинот Никола Груевски. Нефункционирањето на здравствениот систем во Република Македонија предизвикува трагични последици врз граѓаните со загубени човечки животи. Почина родилка во Гевгелија, почина родилка во Скопје. Пред 2 месеци почина родилка во Тетово, новороденче во Велес. Згаснаа млади животи на малата Тамара, Ана Марија. Нема ниту одговори, ниту одговорност. Несоодветното и нестручното водење на здравствениот систем за жал го одзема најскапиот данок – човечкиот живот. Нема доволен број лекарски кадар, нема соодветни здравствени услуги. Граѓаните се повеќе плаќаат, а се помалку добиваат здравствени услуги. Гинекологијата е една од најзагрозените гранки, каде што недостатокот од гинеколози е огромен, а условите за работа во болниците се катастрофални и несоодветни. Само 128 гинеколози има во јавното здравство низ цела Македонија, од кои околу 80 се во Скопје. Импликациите од таквата состојба се голема смртност на новородени, на доенчиња, бремени жени и родилки. Бројките се поразителни. Македонија, според Евростат, е на врвот на листата со починати новородени. Во 2013 година во Македонија починале дури 229 доенчиња. Примерот со згаснатите животи на родилката и нејзиниот плод во Гевгелија, како и неколкуте деца за кои животот требаше допрва да започне, го вперува прстот на одговорноста во врвот на здравството. За препастувачката рамнодушност и игнорантски однос на господинот Никола Тодоров за последните трагични случувања во болниците низ Македонија покажува дека нема чувство на одговорност. Да имаше, Тодоров одамна ќе заминеше од челната позиција. Всушност, да имаше, немаше ни да се нафати да раководи со ресор во кој е апсолутен лаик. Неговиот допир со здравството, кој го раководи, пред да стане министер во овој ресор, е само како пациент. Ги подценивте и пониживте сите лекари во ВМРО ДПМНЕ, кога им ставивте правник за министер, лаик за здравство, но експерт за тендери. Со тоа покажавте како гледате на здравството и што ви е целта – тендерите, а не подобрување на здравствениот систем. Ако Тодоров не го разбира здравството, како правник треба да знае дека има и законска основа за негова одговорност. Во болницата во Гевгелија постои гинекологија и оддел за педиатрија, без да има вработено специјалист гинеколог и педијатар. Заменски се носат доктори од други градови. Според член 17 од Законот за здравствена заштита, токму Министерството за здравство е надлежно за поставувањето на мрежата на сите 3 нивоа на здравствена заштита. Според член 138 и 140, министерот е одговорен за распишување и доделување на специјализации во секоја гранка и тој ги одредува здравствените установи каде што ќе се спроведува специјализација. Значи, лична одговорност на министерот е доколку таа мрежа не е оперативна или е непополнета, односно ако нема специјалисти, онаму каде што има специјалистички оддели. Доколку нема специјалисти,
одредено одаление не смее да работи токму од овие причини, што се покажаа трагични со примерите во Гевгелија. Затоа, господине Груевски, знам дека милувате да шетате со микрофон, обкружен со камери низ Македонија и наводно со телефонски повик да решавате проблеми на граѓаните. Денеска ви давам шанса да решите проблем кој ги тишти сите граѓани на Република Македонија, а тоа е нефункционалниот здравствен систем во Република Македонија. На овој лист е напишано барање до ова собрание за разрешување на господинот Никола Тодоров од министер за здравство. Како подносител е напишано вашето име. Само со еден подпис на ова барање можете да го решите проблемот со кој што секојдневно се соочуваат сите македонски граѓани, а тоа е водење на лоша политика во здравството. Моето прашање до господинот Никола Груевски е: дали со тоа што досега не сте побарале оставка од Никола Тодоров или на ова собрание не сте му предложиле да го разреши, покажувате дека тој е само извршител на вашите погрешни политики кои создадоа хаос во здравството. И уште колку човечки животи треба да згаснат за Македонија да добие компетентен министер за здравство. Господине Груевски, листот ви го оставам. Можете да одговорите со подпис и тоа ќе биде акт кој што ќе биде поздравен од граѓаните на Република Македонија. Можете да одговорите со прифаќање на лична одговорност и ваша за погрешните политики во здравството, или можете да избегате од одговорност како што правите често пати. Ви благодарам. Благодарам. Пратеничката Рената Дескос постави едно пратеничко прашање и тоа до председател на владата на Република Македонија. Одговор ќе добиете од председател на владата на Република Македонија, господинот Груевски Никола. Повелете. Благодарам на почитуваната пратеничка за поставеното прашање. Сакам да укажам на неколку работи. Јас разбирам незината потреба како пратеник на опозицијската партија СДСМ да бара разрешување на министри, да бара нивна вина, да ги обвинува, да напаѓа и така натаму, и тоа е легитимно, демократски. Меѓутоа, покрај тоа што е демократски и легитимно, секое барање треба да има смисла. Секое барање треба да има одредени нешта кои што ќе го подкрепат со аргументи, а не само да се впери прстот во некој дека е виновен без да се најде аргумент за негова лична одговорност. Имено, да се подсетиме најпрви што остави СДСМ во 2006-та во здравството, кога го наследивме тој ресор од оваа политичка партија. Остави еден хаос, остави една ситуација во која што немаше никакво инвестирање во здравството. Денеска имаме буџет кој што е, речиси, 11 пати поголем од буџетот што беше во тоа време. Тоа покажува колку во тоа време партијата која што е застапува почитуваната пратеничка сакала да го подобри здравството, колку била фокусирана на здравството и на луѓето на кои што им е значено тоа, а значено и на сите. Само што во дадени моменти, кога човек е болен или кога има било какви здравствени проблеми, му е многу позначено отколку на оние кои што во моментот не се болни, но значено е за сите. Значи, ни оставија една ситуација во која што со години не беше ништо инвестирано во здравството. Системот хаос, никакви обезбедени обуки за лекарите, никаков систем за подобра организација внатре во овој ресор. Денеска, после овој мандат на ВМРО-ДПМН, имаме голем пресврат и силно подобрување. Тоа не значи дека сите проблеми се решени. Тоа не значи дека не може да се решат уште многу работи и да се подобрат. Секогаш може подобро. И во секоја држава,
Во здравството секога се наоѓаат одредени проблеми, па опозицијата или граѓаните негодуваат, па се коригираат, се оди напред. Но факт е дека ова се години зад нас, во кои што во здравството се направија енормни подобрувања, инвестиции, системски зајакнувања. Ќе тргнам од неколку. Прво, се инвестира околу 100 милиони евра за набавка на нова опрема, на нови апарати за здравството, кои што се ставени во употреба, се користат на задоволство на граѓаните. Многу од нив или воопшто ги немаше во Македонија, па луѓето мора да додат во странство, или пак, ако не може да додат, не одеа, па нивните животи изгаснуваа порано, во времето на СДСМ, или пак ги имаше само на едно место, да речеме во Скопје, па кога работи, кога не работи. Тоа е времето на СДСМ. Денеска тоа е променето. Огромни инвестиции, се што е потребно и што можево да се обезбеда средства се обезбедиле, значително зголемен буџет и поголемо внимание за здравството од страна на владата. Тоа е нашиот однос кон здравството. Второ, целосно реконструирање и обнова на огромен број на болници и клиники. Исто така, огромна сума се инвестира во тоа. Наследивме болници и клиники во распад. Болници и клиники на кои што еден клинец не се ставил да се поправат работите. Што паднало, не станало. Што се ставило, се уништило и никому не му текнало да го поправи или подобри. Работите се менуваат на тој план драстично. Воведовме и многу системски мерки заради стимулација на поголем ангажман на лекарите и медицинскиот персонал, како што е проектот за плаќање по учинок. Го воведовме DRG-то како методологија која што се користеше секаде во светот, освен во Република Македонија. Направивме и други крупни системски промени, со кои што им се помага пред се на пациентите, но и системски промени со кои што се помага на лекарите и медицинскиот персонал. Во неколку наврати се зголемија платите во здравството. Се прават крупни работи кои што никогаш порано во историјата на Македонија во таков краток временски период не се направени. Конечно, во делот на здравството се имплементираат, што е најважно според мене, многу нови методи на интервенции, на операции, диагностицирање и така натаму, кои што се резултат на ангажманот на оваа влада за масовно испраќање на обука на огромен број лекари и медицински персонал во многу понапредни болници и медицински центри во светот. Тоа никогаш го немаше во минатото. Ниту инвестициите во делот на здравството, во смисла на опремата, ниту инвестициите во изградба на нови болници, темелна реконструкција на постојните болници, ниту пак системските промени со кои што се подобрија нештата, а најмалку обуките што ги добија и што ги добиваат и ќе ги добиваат и во иднина лекарите и медицинскиот персонал. Во денешно време медицината оди многу брзо напред. Доколку не се следи, доколку не им се овозможува на нашите лекари, медицински сестри и други луѓе кои што се дел од медицинскиот персонал низ цела држава, тие нема да може да ги научат новите методи. Затоа го правиме тоа. По 1000 луѓе од оваа година се испраќаат преходните години исто така висока бројка на најпознатите и најпрестижни универзитети низ светот. Се променија и нештата во делот на специализации. Сега веќе се даваат драстично поголем број на специализации отколку во минатото. Детали за сите овие работи, госпоѓо Тренеска, ќе можете да чуете на денот кога ќе биде интерпелацијата. И ги повикувам сите граѓани да ја слушнат таа интерпелација и да се подсетат што се е направено во овие години во делот на здравството. Затоа што многу е лесно да се искритикува, знам дека секогаш има по некоја слабост, по некоја мана. Каде и да отидете ни светот во некоја држава, најлесно е да се најдат пропусти или мани или слабости во здравството. Но добро е и да се направи една компарација. Што оваа влада и министрите од оваа влада, што беа на функцијата министр за здравство, пред се министерот Тодоров, наследија од времето на СДСМ. Што вие оставивте? Што вие направивте?
Не затоа што треба да покажеме дека сме подобри од вас, тоа е многу јасно, затоа што тоа го покажуваат граѓаните кога ќе се излезе на избори. Конечно министерот за здравство Никола Тодоров е човек што излегува на избори. И ако треба некој да го промени, тоа ќе се случише минатата година, но за разлика од вашите очекувања, граѓаните покажаа нешто друго. Тој беше носител на листа во третата изборна единица и пребројте добро колку гласови освоивте таму, колку освои ВМРО ДПМН и што мислат граѓаните и за него, и за ВМРО ДПМН, и за промените, подобрувањата, реформите, системските промени и инвестициите во здравството. Значи, уште еднаш ќе кажам, здравството е нешто каде што најлесно може да се критикува. Ќе се случат неколку несреќни случаи, независно која е позадината на тие несреќни случаи, и најлесно е да се впери прстот во министерот. Но дали тој има лична вина е сосема друго прашање. Затоа, почитувана пратеничке, постојат институции во оваа држава, тоа не е работа на политичарите да одредат зошто некој починал и која е вината за сето тоа. Затоа постојат институции кои што вршат истражувања, анализи, кои што се достапни за јавноста и од кои што се гледа кој, како работи, ако имало некоја грешка, кој е виновен за таа грешка, кој треба да сноси одговорност, а не еднаш да се вперува со прст кон некого само за да се придобијат политички поени, само за да се излезе дека имаме некаква грижа пред граѓаните, а граѓаните добро знаат дека кога СДСМ беше на власт, немаше ни дел од ова што сега го имаат како услуга и како инвестиции, и како системски промени, и како обуки за лекарите, и се она друго што се прави во делот на здравството. Така што ви советувам внимателно да ги следите сите испитувања што ќе се покажат за овие несреќни случаи за кои што сите ние жалиме, како што ќе излезат тие истражувања, како што ќе излезат тие испитувања, така ќе се постапи и од страна на Министерството, и од страна на владата, но ве молам, немојте така лесно да обвинувате луѓе. Лесно е да се обвини, тешко е да се направат работите. Тодоров е тој кој што во минатите години градеше и создаваше, кој што правеше реформи и кој што даде сериозни резултати. И не случајно, на една од клучните меѓународни рейтинг листи за здравство, Македонија изби на толку висока позиција на која што изби, зборам меѓународни, каде што се споредуваат сите држави, и за кој што е потребно работа, реформи и резултати. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Ренато Дескоско. Повелете. Господине Груевски, најмалку што очекував од вас денеска беше да изразите сочувство за изгубените животи заради погрешните политики на оваа влада во здравството. За жал, очигледно, за вас човечкиот живот нема значење. Ова сето покажува дека практично секојдневните трагични случувања во здравството не се случајни настани, туку се дел од една погрешна политика во овој ресор. Ке ви кажам една аналогија. Пред повеќе од 2 децении на брегот на Алјаска еден танкер имал несреќа во која што е направена еколошка катастрофа. По испитувањето на навидум обичната бродска несреќа се утврдило дека тука има сериозни системски пропусти. Исто е и во вашиот ресор на вашата влада здравството. Се спроведува една системски погрешна политика која што дава очигледно штетни резултати. И не случајно недостигот на кадри е во најпрофитабилната медицинска дејност, а тоа е гинекологијата. Додека гинекологијата во јавното здравство умира, во приватниот сектор цвета. Затоа вашите сопруги се пораѓаат во приватни здравствени установи, а не во јавното здравство. Практично, со лошата услуга во јавното здравство, вие ги бркате пациентите од јавното здравство и ги туркате во приватниот сектор. Значи, граѓаните плаќаат здравствено осигурување, а се принудени да се лечат приватно.
Со тоа создавате богат пазар во приватниот сектор и тоа во приватниот сектор каде што еден од главните инвеститори е вашиот ортак во купување парцелина водна. Кога зборувате за односот во здравството во времето на СДСМ и ВМРО-ДПМН, отворете си ги официјалните извештаи од Фондот на здравство. Во 2005 година биле поднесени 290 барања за остварување на лекување во странство, од кои 250 биле извршени. Во 2014 година биле поднесени 296 барања, од кои што извршени биле 123. Човечкиот живот очигледно е дека во времето на СДСМ повеќе се ценел и тие барања за оправдано лекување се одобрувале, за разлика од времето кога вас ви е позначено да реализирате тендер отколку да спасите дечив живот. Не сум задоволна од одговорот, но немам дополнително прашање. Бегање од одговорност не е одговор. Благодарам.